Софија Ристевска, малиот драмски театар од Битола и воопшто македонскиот театар имаат убава причина да се радуваат. Жени без маж и ништо повеќе, работена според драмата на Лорка Домот на Бернарда Алба, по премиерната изведба и наградата за најсовремен и иновативен прочит на представа врз класична драма со сосема нова режиска и актерска интерпретација на 23-тиот национален фестивал на мали театарски форми и вториот меѓународен фестивал на новата европска театарска акција Нета во Враца, соседна Бугарија, е победник и на 19-тиот фестивал на изведувачки уметности Експонто, што се одржа во Љубљана. Се радувам што публиката ни ја додели првата награда во исклучително голема конкуренција. И тоа беше за нас лично и за мене најважното нешто. Публиката тотално го разбра нашиот концепт. Концептот на неслободата и како човечкото тело се моделира и деформира и како човекот се психолошки изумира кога живее во една ситуација и средина на неслобода. Истакнува Ристевска, која по трет пат со малиот драмски театар од Битола учествува на Експонто и која во 2009 година на фестивалот ја освои втората награда со граница на Венко Андоновски. Таа за наградите вели дека секогаш се добредојдени, но дека за неа е побитно тоа што луѓето кои работат со неа ги прифаќаат нејзините идеи. Наградите се добредојдени, се секогаш многу пријатни. Потврда се за тоа дека представата допрела до публиката, до жири комисијата, до луѓето што ја гледале. Но за мене најголема потврда е тоа што моите глумци, луѓето со кои што работам, сакаат да работат со мене, ги прифаќаат моите идеи и храбро влегуваат во тоа што го работиме. Говорејќи пак за независната театарска сцена во земјава и за соработката со продуцент и директор како Благоја Стефановски, режисерката која досега има подпишано над 20 проекти, со дополна. Кој продуцентот храбар и ако верува во својата трупа, во својот тим, во својот режисер, во своите актери, им дозволува слобода на творење. Тогаш продуктите се храбри, интересни, современи. Јас на Благој Стефановски бескрено му се заблагодарувам затоа што ни дозволи во еден независен проект, мене лично како режисер и како творец ми дозволи да ангажирам 9 професионални глумци и тој најде начин и средства да ги плати тие луѓе, да го овозможи мојот проект да се случи. Ристевска денови во детскиот театарски центар на Бајруш Мјакуја завршува представата за млади касета, чија премиера треба да се одржи во средината на октомври, потем се подготвува за уште еден независен проект и нова соработка со Охридски театар. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.